Почитувани пријатели, поздрав од североистокот на Австралија, поточно од североисточната држава над Нов Јужен Велс, наречена Квинсленд, или од местото Surfers Paradise, еден туристички епицентар овде на северот истокот во Австралија, каде што доаѓаат, можам слободно да кажам, милионски бројки на туристи преку целата година. Сега не беше тако случајот во моментот кога ние отидовме, бидејќи ова е снимано во тој пост-ковид период, и ми беше само една идеја покрај сите други видеа кои ги снимивме, пошто имавме некој серијал од тие 7 дена поминати во Голд Кост. Имавме доста видеа снимени за местата, за луѓето кои не живеат во Австралија, да видат со какви ресурси располага оваа земја, нарочито ова држава наречена Квинсленд, која знае да биде еден исто така голем туристички центар за луѓето од Австралија па и од надвор од неа. Моментално се наоѓаме во еден така наречен, не знам како да го наречам, исто ова е некој вид на автобус, пола брод. Да слезиме или уште да се возиме? Добро. Се тргнува од одредена дестинација овде во Квинсленд и поаѓа неколку пати од наутро и исто така неколку пати, 3 до 4 пати поаѓа попладне. Низ едно место кое е преполно со кафетери и ресторани. И се работи за една доста добра атракција, еден доста добар и паметен бизнис, можам слободно да кажам. Тој што го измислил, направил добра работа, значи се работи. Очигледно се тргнува од копно, па ве шета низ така наречениот Златен брег. На крајот влегувате во вода. Ова е тој релативно нов град наречен Голд Кост во северо-истокот на Австралија. We are now arriving at the Proud Park boat ramps. This is where we'll be entering the water, so everybody get ready and hold on tight. Еве го моментот сега како ова возило од една кола која патува по патишти по суво се претвора во еден брод и влегува во водата. Една е од најубавите атракции овде на Surfers Paradise. Okay, you all ready for this? Anyone nervous back there? Yes? Yeah, me too. Hold on, here we go. There we go. Nice and easy. We're just going to do a left turn and head up the river. We'll have a look at some of the nice homes first. Да, во вода сега возиме. Ова негде не кошташе него околу $140 за четворизата. Значи имат посебни договори за фамилии, за една четворица околу $140. Мислам беше некој $1, 2-3 помалку, али отплика негде $140 за четворица, двајца возрастни и 2 деца. Orang in their language means shark. Of course there are bull sharks. There's the river system and the canals up in front. Гледај джетски колку има, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Гледај, онде 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Која? Да. Наближуваме до едно место со многу добри куќи. Чеко можам да сумирам малце. Jackie Chan.
наводно во една од куќите престојувал Джеки Чен за време на престојот тук, а негова е. Ете таа куќа таму. Што да се каже за ова прекрасно место, едно тропско место во североистокот на Австралија, каде што повеќето денови од годината се топли и апсолутно владее само сонце. И 2022 година во тој пост, пак да кажам, ковид период, кога само што ги отворија тие граници со Квинсленд, ние решивме да земиме тој 7-дневен одмор и заминавме на прошетка во ова држава Квинсленд. See there, 19th century industry here on the Gold Coast of Shell. Вели дека пред околу 150 години првите европејци се доселиле баш на ова место. Се доселиле првите европејци, но денес е познато со убавите куќи и палати кои никнале покрај самата вода. Пак го пушта тој звукот на бајка што му е заштитен знак на ова возило. И пред нас имаме некој пристаниште. Инаку кога се работи за златниот брег овде во Квинсленд, апсолутно нема потреба што да се трошат зборови, се работи за едно огромно туристичко место каде што огромен број на туристи доаѓаат преку целата година. Сепак ковидот си го направи своето, гледате дека и не се преполни овие места. Возилото на кое се возиме не беше баш преполно, имаше така нека умерена бројка на луѓе, сепак ковидот си го направи своето. Има доста наши македонци кои доаѓаат овде на одмор, исто така ми беше идејата за да го снимам ова место и за да го видат луѓето кои не биле воопшто, а сигурен сум дека има и од Австралија луѓе кои никогаш не биле на ова место, нарочито на луѓето од Јужна Австралија или не знам од Западна Австралија, можда и од Тасманија, не знам дали имат воопшто македонци во Тасманија, но чисто сумнам дека има. И така да си поминавме едни прекрасни 7 денови во еден хотел каде што имавме достапност за буквално се, како базен, како сауна, јакузи. Децата беа престрекни, тоа е една од најбитните работи. Исто така, до последно беше заклучено, тоа малце ни предизвика стрес, дали воопшто ќе ги отворат границите за Квинсленд, пошто ние веќе имавме закажано овај одмор и веќе не можевме да издржиме после овие долги 2 години. Сепак стресот го снима на крајот, бидејќи завршивме тука. Морам да кажам и да спомнам дека има и една наша продавница која за жал не ја посетивме. Имавме премногу посети, како тие забавни паркови, како места каде што може да се видат тие ликови од цртаните филмови, ликови од филмовите, па не знам, зоолошки градини, па не знам, ваква атракција, онаква атракција, значи никогаш нема апсолутно никаков недостиг на места каде што можете да одите и да си помините преубаво. Така да ќе велев дека има еден наш човек овде во Сиднеј кој редовно праќа пити со бурек во ова мало градче овде во Квинсленд, така да ако некогаш ще дојдете овде и барате нешто наша храна, топло ви го препорачувам. Местото се вика бурек, мени се наоѓа исто така во ова мало градче. Јахти, колку сакаш околу нас. Овде некоја индиска фамилија до нас. Таму некои африканци. И ние. Значи, бродот го пуштија само за 3 фамилии.
Ова што рече, тука некој рибарско место е? Just coming up on the right 140. side on this port channel marker. За 140 долари ќе видите преубаво место, ќе ве прошета еднаш околу ова преубаво градче на североисточна Австралија. Еве една добра јахта. И не само ова, туку сите. По позадина има уште доста други помали, но ова изгледа како најголем од сите. И негде сме при крај со возењето на вода и сега се спремаме да излезиме насуво. Значи пак ги уклучува тркалата и возиме насуво по улици со истото ова возило. So yeah, no one had to use the emergency exit out of the water. Get some performance. Crab facing the beach. За овај хотел збораше жената, иначе е еден од најдобрите хотели во Австралија. Високи градби со доста кафетерии во подножјето на самите згради. Овие жолтите куѓарки се дел од тие спасувачки екипи кои ги има буквално на секој чекор. Колку има гужва надвор, сега чекат ние да излеземе па тие да влезат. Значи, ако ја фатевме наредната тура, ќе се гужвавме со многу луѓе внатре. Thank you, sir. Yep, thank you. See you next time. Won't be too long, guys. Ова беше турата од 1 сат во ова камионче, бродче, како сакате наречете го. Поздрав, Gold Coast, Австралија.